Најупотребуваното мени е менито предмети. Значи, тука ги внесувате судските предмети и имате листи на предмети. Јас во моментов немам внесено ни по еден и сега ќе го обяснам како се внесуваат. Идете во додади предмет, го пишувате бројот на предметот, значи основните податоци ги пишувате, бројот на предметот, тоа е баш број, например 24/2024, датумот кога сте го отвориле предметот, по дефолт вие денешниот датум, значи датумот кога вие го пишувате, меѓутоа може да се напишете и по ваш избор. Јас ќе го искористам денешниот, правниот основ, например неправилности при извршување опис на предметот, приговор, го обирате судот, внесени се веќе сите судови, например Основен суд е Охрид, тип на предмет, граѓанска, кривична, управна или вонпарнична, граѓанска, го ја внесувате вредноста, не морате, но например 12.000 денари, внесувате забелешка, ова е прв приговор, до, и кликнувате запамти. Значи, на овој начин е успешно запамтен предметот. Сега во предмети, јас го имам овој предмет, но го немам клиентот и дали е завршен или не е завршен. Тоа се повикува, значи доколку е завршен случајот овде чекирате, а доколку се уште не е завршен, го ослободувате. Во другиот дел ќе ги објаснам и останатите постапки на менито со судски предмети.